сме оствариле својата родителска улога најдобро колку што сме знаеле и умеле. И сега здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Темата на ова видео ќе биде тесно поврзано со родителството и улогата на родителите. Ме инспирираше прашање кое што го видов некаде на социјалните мрежи, дали родителите треба или може да бидат другари со своите деца, и поголем број од одговорите беа не. Јас би сакала да го кажам своето мислење и сметам дека не може така едноставно да се одговори не или да, а може би само до мене, затоа што јас сакам да ги објаснувам своите одговори и да правам анализи на одредени, според мене, актуелни теми, кои што може да ни помогнат или да ни инспирираат да размислиме и малку поинаку или да погледнеме на некои ситуации од различни англи, и се надевам дека може би некому ќе му помогне доколку се согласува со мене и доколку смета дека тоа може да му служи. Јас сметам дека родителите можат да бидат другари со своите деца, меѓутоа другарството е само дел од целокупната родителска улога. Најпрвен акцентот го ставаме на родителството, односно на родителската улога и се она што може да се направи за таа улога да се изигра што е можно подобро, да биде колку што е можно пофункционална, да придонесе за подобар развој на детето и за целото семејство, бидејќи родителската улога е сложена, па дури и кога не сме родители по прв пат. Секој дете е индивидуа и може да представува неговиот развој. Голем предизвик за родителите, тоа е нешто што се учи, што се развива, што треба да се прилагодува и менува зависно од потребите на детето, од целиот семеен систем, од условите во кои се наоѓа семејството. Она што е битно, оние битни компоненти како што е љубовта, комуникацијата, грижата за детето, а од друга страна и дисциплината, поставувањето на здравите граници, градење на здрав однос кон другите, поблиската околина, животот, светот, што би требало детето да го научи од родителот и да го види од личен пример од родителот. Значи, најпрвен акцентот да се стави на развојот на таа улога и на здравото родителство. Меѓутоа, заедно со процесот на воспитување кој би требало да започнува уште од најмали нозе и процесот на секојдневно учење, треба да се развива и процесот на игра, или децата најмногу работи учат преку игра. Уште од најрана возраст родителите треба да им бидат другари на децата. Се разбира дека децата треба да имат и своји другарчиња и во рамките на градинката, семејството, со децата на своите роднини, да се дружат, да се развиваат и растат низ игра, меѓутоа во дел од времето кое што го поминуваат со родителите, родителите исто така преку игра ги учат своите деца, и многу често во таквите ситуации треба да се стават во чевлите на своето дете, односно да се обидат да бидат на таа возраст и да му бидат другарче на своето дете, независно дали се работи за машко или девојче. Само да ве потсетам на сите оние игри кога што сме си играле или си играте денес со своите деца, пиете заедно кафе, подготвувате некои јадења кои што нели се дел од фантазијата на децата, додека играте со топка или некои други игри. Многу често од улогата на возрастен треба да влезете во улога на другар, односно другарче кое што е приближно на возраст на детето, за да може на детето играта да му биде поинтересна. Уште во првите години на нашите деца ние почнуваме да го градиме тој другарски однос. И уште нешто што јас сметам дека е битно, какви другари сме ние, колку ние го имаме развиено тој другарски однос од нашето детство, младост, па и до ден денес, односно што представува за нас другарството. Другарството има некои вредности кои што треба да се искористат и во односот со своите деца. Ако другарството како компоненти ги содржи отворената комуникација, поддршката, довербата која што сме ја стекнале низ годините, емпатијата која што се развила меѓу нас, времето кое што го поминуваме квалитетно едни со други, така што овие компоненти, сакале ние или не, се пренесуваат и во родителската улога. Што значи дека
родителот како дел од својата родителска улога го учи детето на истите работи кои што би требало да ги прави и воспоставува и со своите другари, односно да ги има и да ги гради и преку своите другарски односи. Исто така е битно таа улога на другар општо во животот да е здрава, квалитетна, да се работи на нејзе, да се развива, затоа што понекогаш и улога на пријатели и другари со возрастните можеби не се снаоѓаме најдобро, можеби имаме одредени слабости, можеби сме премногу попустливи, можеби сме премногу пожртвувани, можеби премногу се даваме на своите другари, можеби немаме здрави граници, можеби сме само рамо за плачење на дел од нив, што ако не сме доследни во тие другарски односи, ако имаме одредени слабости кои не сме ги сработиле, тие исти наши карактеристики ќе ги пренесеме во улогата на родител и во улогата на другар. Затоа јас сметам дека најпрвен возрастните, односно родителите и сите оние кои што се наоѓаат во улога на некој повозрасен, може да биде старател, роднина, некој наставник кој што ќе поминува подолго време со детето, кој што ќе го воспитува, ќе придонесува во неговиот раст и развој, треба да ги има и таа родителска, и таа учителска, и таа другарска улога. Меѓутоа, нормално сето тоа да биде адекватно, избалансирано, да биде здраво и континуирано, а тоа зависи од тоа какви сме нели ние како возрастни луѓе и дали ги имаме развиено сите тие капацитети, вештини и вредности кои потоа можеме да им ги пренесеме на своите деца. Кога децата ќе пораснат, особено во адолесцентниот период, за мене е особено битно децата да препознаваат другари во своите родители, односно да не се плашат, да не кријат работи, да не ги лажат, да можат да разговараат отворено, да поставуваат прашања, да кажат како се чувствуваат. Таа родителска улога која значи многу повеќе грижа претходно, сега да премине на некое друго ниво, да биде повеќе другарска и родителот повеќе да се обиде да го разбере своето дете адолесцент, кое се разбира дека нема секогаш да го разбере, меѓутоа мора да доаѓа до промена на тие односи и малку по малку родителот да се прилагодува на тоа дека неговото дете не е веќе толку мало, дека има други интереси, дека сака да стекнува нови знаења со кои родителот нема секогаш да се согласи, нема секогаш да му биде пријатно. Тука нели е потребна континуирана работа и на себе и развој на себе си како родител, затоа што ако децата немаат доверба во нас, ако се затвораат, ако ние не им дадеме дозвола да се чувствуваат како што се чувствуваат, да бидат какви што се, и таа реална слика, колку што може, нели најреална, да ни ја прикажуваат нас како родители, тогаш колку што поминува времето, тие ќе стануваат подалечни и подалечни и ќе дозволиме да бидат воспитувани или да стекнуваат знаење и вештини надвор со другите другари од улицата, од околината, во училиштето, што исто така не е лошо и е потребно, затоа што сите тие компоненти влијаат врз формирањето на карактерот на една возрастна личност. Меѓутоа, тука треба да биде и родителската улога, што може би се менува, меѓутоа љубовта, довербата, комуникацијата, вниманието, грижата, поддршката остануваат, само што сега имаат некаква поинаква форма и особено кога децата стануваат се повозрастни, значи во својата доцна адолесценција, ние треба да стануваме се повеќе другари со нив, а се помалку родители. Односно, се повеќе да им укажуваме доверба, за да имаат и тие поголема самодоверба, се повеќе да се повлекуваме од нивниот живот, односно од тоа што им се обврски и тоа што е само нивно, да дозволиме и да погрешат и да преземат одговорност и да направат чекори со кои не се согласуваме. Може би ќе доживеат неуспех, може би не ќе можат лесно да се износат со тоа, може би ни нас нема да ни биде лесно да се носиме со тоа. Меѓутоа, едноставно мораме да ги пуштаме децата малку по малку, полека полека, во процесот на нивното растење и созревање да преземаат одговорност, да стојат за тоа што го прават, да ја имаат таа слобода, да грешат и да донесуваат самостојна одлука, и меѓутоа да имаат и таа одговорност, потоа да ги сносат последиците од своите погрешни одлуки
и од грешките кои што ги правеле, впрочем како што и сите ние сме правеле, како што и се расте и се созрева. Дали родителите треба да бидат другари со своите деца? Да, и тврдам и најодговорно стојам за тоа, меѓутоа тоа не значи се да се дозволува, секогаш да се вика па добро, не значи да се влегува во улога на неговите другари, туку да се биде и родител и другар во исто време и да се балансираат тие улоги, односно да се применуваат тогаш кога има за тоа потреба. Да не се изгуби балансот и да не се изгуби чувството за тоа кој е овде возрастниот и кој е родителот. Меѓутоа исто така да не се биде затворен и да не се биде далечен, односно да му се дозволи на детето да може да гради со нас и односи какви што ги гради со своите другари. Од друга страна, не треба да очекуваме дека детето нас ќе ни биде другар, дека постојано ќе биде тука за нас, дека ќе ни биде поддршка, дека ние сега апсолутно треба да бидеме дел од неговиот живот. Да се знае дека ние сме родителот во приказната. Во тоа другарство да не се изгуби таа родителска улога. И се разбира дека тоа не е едноставно, дека не е лесно, се разбира дека и ние ќе грешиме, ќе правиме пропусти, ќе имаме слабости. Таа другарска улога, според мене, ќе станува се поголема и поголема кога децата ќе бидат повозрастни, односно кога ќе имаат и своји семејства и кога ќе може да разговараме за некои други проблеми и предизвици во животот во подоцнежните години и ние ќе бараме од нив да бидат и наши другари, наши пријатели, да не поддржуваат, се разбира, доколку се во можност, толку колку што се во можност и не од таа причина дека треба да ни го вратат тоа што ние некогаш сме го дале, затоа што тоа е невозможно, затоа што тогаш се мешаат улогите, тогаш очекуваме од нашите деца да бидат во улога на родители и се разбира да ги пуштиме своите деца да го живеат својот живот така како што ќе изберат, да уживаат во својата слобода. Би било убаво и да преземат одговорност кон нас како возрастни луѓе, да ни бидат помош и поддршка, меѓутоа на тоа не можеме да ги научиме кога ќе имаат 40 или 50 години. Затоа за мене е битно родителската и другарската улога да се развиваат паралелно, меѓутоа ако родителската улога ја гледаме како целина од повеќе улоги, улога на родител, улога на учител, улога на пријател и другар, кога е тоа исто така потребно, меѓутоа и да знаеме да се повлечиме од тие улоги, да се прилагодиме на новата улога која што ни го носи тој целокупен раст и развој на нашите деца. Сепак најбитно е сето тоа да го правиме со голема љубов, со голема отвореност, со емоции кои што ќе бидат видливи, за кои што ќе може да разговараме со дозвола да пробуваат да грешат и со насоки да бидат слободни, меѓутоа да преземат и одговорност за своите постапки и за својот живот. Ако некого инспирирам со сето ова да размисли, да се преиспита, да промени нешто, да го збогати својот однос и својата улога, ќе ми биде навистина мило. Меѓутоа, иако имате спротиставени ставови, тоа е во ред, сите правиме најдобро што можеме и во улога на родители, и во улога на деца, да имаме разбирање едни со други, да се поддржуваме, да правиме се што правиме од љубов и за сите така ќе биде поедноставно и полесно, иако се разбира, не е секогаш можно, но да направиме се што можеме. Јас ви посакувам се најубаво, погледнете ги и моите стари видеа, ставете лайк на ова видео ако ви се допаѓа, ставете subscribe, односно приклучете се на каналот ако тоа да сега не сте го направиле и се гледаме наскоро со некоја нова тема.